Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, денеска пред нас предлог на закон за парнична постапка. За истиот разговаравме на Комисијата за европски прашања, разговаравме на законодавно-правната комисија, уште една критика, предлог законите поради тоа што се направи непринципијалната пазара 3 реконструкција, за жал останаа да висат во закон поради промените кои што се направија. Имавме едни забелешки, сега ќе продолжиме и со други. Имено упорно вакви закони, обемни закони кои што се навистина важни, стигнуваат во Комисијата за европски прашања поради тоа што се повикува на усогласување со правото на Европската Унија, иако усогласувањето со правото на Европската Унија или транспонирањето се однесува на само 13 членови од овој закон, и тоа за директивата точно која што е наведена. Меѓутоа станува збор за маргинално усогласување и треба ваквите законски одредби да го поминат филтерот во матичните работни тела во Комисијата за политички систем, а не да се скратува времето за дискусија во Комисијата за европски прашања, и на тој начин Комисијата за европски прашања за жал ја претворивме во комисија за се и се што она што ме загрижува, кое што би сакал овде на представниците од Министерството, односно представниците на подносителите да им го укажам, е следното. За тоа зборувавме на комисија, меѓутоа реков дека се смени целосно поставата со промената на министрот. Сакам да зборувам за глава 10 од законот, односно доставување на писмена и разгледување на списи, поточно на членовите 125, 126, 127, 128 и членот 129. Електронска, став 1. Електронската достава ја врши правно лице регистрирано во трговскиот регистар или регистарот на други правни лица кој го води Централниот регистар на Република Македонија, кој е регистрирано како давател на квалификувана доверлива услуга од областа на електронските документи, електронска идентификација и доверливи услуги. Она што ме загрижува, во Македонија постои, во судовите постои систем за електронска достава и прием на акти во судовите на Република Македонија и функционира e-достава.суд.мк. Во моментот функционира во, би рекол, не целосен формат, односно се користи за поднесување на документи до судовите по електронски пат, како и за електронски прием на акти од судовите. Оваа платформа, односно e-достава.суд.мк, е регулирано со посебен закон, со законот за тек со посебен закон, со систем за електронска достава и прием на акти во судовите на Република Македонија. Постојат одредби и од законот за судовите, поточно членот 99 кој што го регулира ова, односно се предвидува постојање на посебен информатички систем. Постојат одредби кои што се однесуваат на Министерството за правда, дека Министерството за правда обезбедува постапување, одржување и функционирање на информатички систем врз единствена методолошка и технолошка основа. Затоа ќе ве молам да го искористите правото на реплика и да објасните која е целта, затоа што се напушта практично овој систем, се напушта овој начин на електронска достава и се предвидува дека електронската достава ќе ја вршат правни лица кои што се регистрирани во Централниот регистар. Дали станува збор за посебен бизнис кој што Министерството за правда веќе го наменило за некој кој што ќе треба да биде лиценциран за да ги врши овие достави, дали не сметате дека на овој начин се суспендираат 2 до 3 други закони, дали не сметате дека со членот 129, со тоа што сте предвиделе дека електронската достава ќе ја вршат правни лица кои што имат дозвола од Централниот регистар, ќе се наруши единственоста на судскиот информатички
систем, дали со одредбата од членот 129 се прекршува Закон за судовите, Деловник за работа за судовите, како и Законот за управување со движење на предмети во судовите, кој што практично и ја предвидува платформата e-dostava.sud.mk. Сметам дека, меѓутоа, прво читање, доколку не добиеме соодветни објаснувања која е целта, ќе предложиме соодветни амандмански решенија за овие аномалии да бидат исправени. Исто така би сакал да ви укажам и на пропусти во членот 130 во кој што со електронската достава не се опфатени физичките лица, односно во понатамошна постапка ќе треба да се допрецизира и да се опфатат физичките лица, односно во членот 130 е предвидено што се случува и како тече доставата доколку е оневозможена електронската достава. Во членот 130 тоа се однесува на правните лица, на државните институции, меѓутоа дали намерно, дали случајно се изоставени физичките лица, ќе молам за едно објаснување и на овој член, на членот 130, доколку нема рационални објаснувања, ќе пристапиме кон поднесување на амандмани со кои што овие грешки ќе треба да бидат исправени. И она што би сакал исто така, ако успеете да ни дадете едно објаснување, за жал гледате, се создаде една пракса во која што оние кои што предлагаат многу малку ни го објаснуваат законот, па дилемите треба на овој начин да ги отвораме. Во членот 494 став 2 е уредено дека за трговски спорови за парнично побарување странките се должни пред поднесување на тужбата да се обидат спорот да го решат по пат на медиација. Дилемата која што треба да ја објасните, дали не сметате дека ова дополнително ќе го услужни процесот на решавање на споровите во стопанството? Дали имате податоци колку од медиациите кои што беа предвидени беа успешни, па овде ги предвидуваме и за трговски спорови чија вредност не надминува 1 милион денари, или се дава една, би рекол, проста, слепа верба на процесот за медиација? Она што најмногу ме загрижува, ќе повторам, електронската достава, формулацијата, јазикот кој што се користи околу електронската достава, кој може да ја врши електронската достава и моментите кога се смета дека електронската достава е извршена, односно се користат фрази кои што би рекол се соодветни ако станува збор за поштенски фак, односно се смета дека електронската достава е остварена доколку е преземена. Таа јазична формулација е користена кога станува збор за доставување на пошта во поштенски фахови. Дали истиот начин на третман кога станува збор за сосем друга технологија ќе овозможи олеснување или пак можеби дополнителен простор за злоупотреба. Меѓутоа, со тоа што со членот 129 се нарушуваат и Законот за судовите, и обврската на Министерството за правда да обезбеди единствен информатички систем и се напушта Законот за управување со судски предмети, отвара сериозна дилема дека некој членот 129 во Законот за парнична постапка го предложил само за да отвори определен бизнис на некој кој што се блиски до власта, бизнис кој што ќе се занимава со електронска достава кога станува збор за парнична постапка. Ви благодарам.